Добре, криптоентузијасти, како што ветивме, денеска ги добиете видео за Phantom, со тоа што тоа е практично последниот блок на коини, каде што ќе ги работиме Phantom, потоа Arbitrum и Optimism, според гласовите кои што ги дававте на нашиот канал нормално. И сега, само сакам да направам еден мал исклучок во текот на наредната недела, пред да продолжиме со Arbitrum и Optimism, кои што се исклучиво битни како Layer 2 солуции на самиот Ethereum, значи тоа ќе бидат два од најбитните токени можеби овој bull market, за тоа ќе разговараме кога ќе дојдеме да разговараме за нив нормално. Би сакал пред тоа само да напоменам дека ќе обработиме еден друг битен коин, а тоа е Каспа. Значи добивме некои многу битни информации од Филип Чолаковски, кој што е практично коавтор на таквото видео заедно со мене, кој што ми ги праќа сите овие, нели, податоци, сите овие да речеме информации, секоја чест, значи благодарам на Филип. Идејата е дека значи самиот Каспа, кога за прв пат ми беше спомнат пред да речеме околу еден месец или така нешто, беше некаде околу 120-130 место по market cap. Сега Каспа моментално се наоѓа на 61-то место, што е практично дупло скок во однос на неговиот ранкинг во однос на market cap. Така да ова е коин кој што на вистина зема голем замав и многу од луѓето кои што го обработиле пред јас да дојде до моето внимание, кажуваат дека е најблиску до идејата на Сатоши Накамото. Поради ваквата причина, нели со дебели препораки од некој од оние кои што се навистина поддржувачи на каналот, почнувајќи од Дарко Јошев, значи навистина ќе му обрнем внимание пред останатите со оглед на фактот дека станува збор за значи релативно мал маркет кап, а навистина имаме некои вести кои што покажуваат дека за овој канал има голема интерес и паника. Така да поради оваа причина тој ќе биде ставен прекурет. Значи не е ова приоритети, туку е навистина поради тоа што гледаме дека има голем интерес за самиот проект и дека во последните месец дена истиот, значи можеби се зголеми 4 или 5 пати во однос на маркет кап, така да тоа е доста битно. Значи ова не е некој мим коин, па затоа го обработуваме, туку е соодветен коин со соодветна технологија. Знаете и сами дека мим коини на овој канал не се обработуваат. Сега, денеска, како што кажавме, ќе разговараме за Phantom, овој за Каспа, очекувате во текот на наредната недела, зависи како ќе добиеме место и време, затоа што знаете и сами дека се обидуваме да вклопиме што може повеќе материја, но едноставно имаме секојдневни теми, како што се техничка анализа и вести, дополнително имаме некои ургентни видеа кои што мораме да ги направиме, па затоа многу често се случува и да ги почекате овие видеа за самите коини и нели проекти, со тоа што за оние кои што се нови на каналот, уште еднаш морам да напоменам дека самиот наш канал, значи ова мора да го повториме затоа што многу од луѓето не го следат нашиот канал долго, значи гледате имате плейлисти или пак може да ги најдете со скролање надолу, каде што во сите овие различни плейлисти имаме различен тип на материја која што обработуваме во текот на целиот период, односно најновите видеа и практично сите видеа може да ги најдете во оваа плейлиста. Потоа имате курсот напред за техничка анализа, економски и геополитички теми поврзани со крипто пазарот, анализа на коини и токени во кои што испаѓа ова видео, каде што веќе имаме работено повеќе од 30 и нешто проекти, со тоа што во оваа ситуација, значи ние сме веќе на третина, еве сега, значи 31, но ќе биде 32 видео. Значи практично со оглед на фактот дека 33 е една третина од првите 100 токени за кои што и коини кои што ќе разговараме според маркет кап, така да значи стварно се движиме напред со оваа плейлиста. Како што кажав, идејата е што повеќе да направиме проекти на ваков тип на обработување со цел да македонската јавност има многу подобро познавање од криптосферата и различните проекти, нели пред да дојде самиот bull market и да знае нели во што инвестира. Верувам дека како канал ова ќе биде едно од најголемите помош кои што можеме да дадеме на македонската заедница со цел да научи нели малку повеќе за криптозаедницата и за криптопроектите, па затоа и толку форсираме едноставно да ја направиме оваа плейлиста што можеме побрзо, така да со оглед на фактот дека имаме скоро уште некои 9-10 месеци така речено до следниот халвинг, мислам дека сме на место и дека ќе имаме солидна бројка на проекти пред да дојде самиот халвинг. Со тоа што сите оние кои што се нови, повторно значи ова е основните 6 прашања кои што ги одговараме за секој од овие проекти и кои што на тој начин практично ги обработуваме еден по еден со цел да видиме значи сите најбитни работи за самиот проект и нели како истиот според нас се рангира, дали ќе се најде во нашето портфолио и така натаму. Сега Phantom е еден од оние кои што беше можеби најдобар по профит во претходниот bull market, значи истиот направи огромен профит, со тоа што добро е тоа што најдовме
Оно е еден канал кој што го следиме, кој што има многу добри презентации за ваков тип на проекти, така да малку украдено и оттаму. Како и да е, битниот дел е дека проектот кој што го доставуваме до вас е полн со информации. Не е битно од каде, битно е дека е тука за македонската јавност. Сега, прва и најбитна работа која што мораме да знаеме за Phantom е Андре Кронје. Андре Кронје е еден од најдобрите архитекти и програмери во крипто секторот, тоа може секој да ви го каже. Така да, самиот момент дека Phantom Foundation и Phantom Crypto блокчейнот е направен од Андре Кронје носи многу голем позитивен момент. Дополнително, да не забораваме дека Андре Кронје постои позади многу големи проекти, првенствено сигурно го знаете Yearn Finance, тоа беше единствениот коин кој што имаше повисока цена од биткоин во текот на претходниот bull market, затоа што имаше многу мал број на коини. Дополнително сигурно сте запознаени со SushiSwap, значи ова се некои од оние кои што се најмодерни, кои што сигурно ги знаете, како и Cream version 2, која што е уствари кој што е дел од Compound, тоа е една од најголемите DeFi апликации на Ethereum, негде после Curve и после најпознатата нормално, а тоа е Aave. Сега, значи гледате има многу јаки проекти, дури сега други не ги знам, не може да ги знаете сите, нормално PowerPool, Acropolis, Hegig, Pickle, кои да се, но истиот е важи за еден од најпознатите и најдобрите ликови во криптосферата, посебно кога станува збор за архитектура и за програмирање. Така да самата вест дека пошто Андре Кронје практично отиде во пензија. Значи човекот има доволно пари да не мора да работи никогаш повеќе, но одлучи да се врати. Тоа беше крајот на 2022 година и веднаш после тоа добивме памп на Phantom. Зошто? Затоа што самото тоа што Андре Кронје е главен на Phantom, знаете дека е во добри раце. Значи човекот навистина знае што прави, посебно во оваа криптосфера. Сега ќе почнеме генерално, значи знаете и сами никогаш не ги одговараме по ред, но ги одговараме нели сите. Така да ќе гледаме да одговориме што може повеќе од сето ова, така да како ги одговараме, така ги се враќаме и ќе образложиме што сме одговориле и во кој дел што можете да најдете. Значи генерално со Phantom прво ќе започнеме со тоа каков е неговиот значи која е неговата блокчейн технологија, но пред да навлеземе во тоа би сакал да кажам дека Phantom е уште еден Ethereum килер, да бидеме реални, со тоа што истиот е Layer 1 солуција, значи нели има свој екосистем и слично, и истиот е кога погледнеме, значи според тоа колку е голем според market cap во однос на другите Layer 1 солуции, се наоѓа негде на 15-16 место, веднаш после Каспа. Значи беше над Каспа само што го помине, како што можеме да видиме. Значи 686 милиона не е мала цифра, но е сосема солидно мала за генерално кога гледаме market cap во однос на потенцијален профит кој што можеме да го добиеме. Значи ова е солидна сума ако мене ја прашувате и од ова би можеле да очекуваме солиден напредок напред, но нели ќе разговараме за многу повеќе фактори, ова е само за самиот market cap кој што е доста поголем во оваа ситуација, значи ова е мал market cap во однос на Layer 1 солуциите, со оглед на фактот дека ако погледнеме во најуспешните од полката од нагоре, сите се во билиони. Значи овдека немате ни 1 билион, а полката е 6,5, па потоа имате 10, 11, 37, 225, значи е доста голем. Доста мал, тоест во однос на останатите. Сега, значи како што кажавме, главната апликација на самиот Phantom е уствари Layer 1 солуција. Значи, дали има други конкуренција? Нормално, тоа се сите оние Layer 1 солуции кои што ги имаме останати наместо Phantom, но истиот има еден многу голем джокер, за кој што сега ќе разговараме, тоа е уствари неговата структура, како истиот функционира, и дали има апликација во реалниот свет кој што може да го замена? Не. Значи, реалниот свет, кога станува збор за Layer 1 и Layer 2 солуции, не постои. Зошто? Затоа што ова е уствари блокчейн технологија со smart contract compatibility, кој што не може да биде заменен со друга апликација од реалниот свет. Тоа е реалност. Така да, нема друга апликација во реалниот свет, но кога ќе погледнеме во однос на блокчейн светот, истиот има многу голема конкуренција и за жал се случи нешто многу лошо моментално. Значи тоа беше пред само 15 на дена, кога Multichain, тоа е еден од проектите кои што се наоѓаше на самиот Phantom, пропадна, затоа ќе поразговараме малку подоцна, но тоа е едно од најнегативните работи кои што моментално му се случиле на Phantom. Сега, во однос на самиот тип на блокчейн, кој што е генерално супериорен во однос на основниот POS,
Зошто го велам тоа? Затоа што Proof of Stake блокчейните, знаете и сами, се генерално малку ограничени во однос на брзината, затоа што станува збор за блокчейн. Односно, секој од овие блокови треба да биде така речено запишан еден по еден пред да започне запишувањето на друг. Че вие не може да запишувате 3 блокови заедно. Значи тоа е, ако се сеќавате уште од самиот почеток објаснивме дека POS и POW без разлика кога станува за збор за блокчейн е секогаш инфериорен во однос на DAG, односно Decentralized Acyclic Graph. Разликата е во тоа што Decentralized Acyclic Graph буквално има значи трансакции кои што се движат во сите страни. И најчесто значи во генералната технологија која што е DAG технологија, секој од овие юзери самиот по себе е уствари и нод и верификатор на самата трансакција. Односно, за разлика од ако се сеќавате, ова многу пати сме го објаснили, ќе го објасним уште еднаш, DAG vs блокчейн. Значи разликата е во тоа што ако ги погледнеме самите еве да ви покажам како тоа изгледа. Значи блокчейнот самиот по себе мора да се движи блок по блок, што значи дека на пример ако еден блок собира 100 трансакции, мора да ги соберете 100 трансакции, да ги запишете, да ги верификувате, да речем со повеќе 50% од нодовите и дури потоа кога ќе биде финализирано да започнете со нов блок. За разлика од тоа, DAG, Directed Acyclic Graph, се извинувам. Во Directed Acyclic Graph имаме буквално, како што може да видите, еден со друг, практично самите корисници на мрежата се верификуваат и на тој начин е многу побрза, а е генерално супериорна на самиот блокчейн. Во оваа ситуација, практично, значи ова е така речено прв Layer 1 блокчейн кој што успева, значи, иако значи, овдека мораме да ги земеме и IOTA, но IOTA самиот по себе не се фокусира на Layer 1. Овдека мораме да го земеме нормално и HBAR, но и HBAR повторно не се фокусира како е Layer 1. Официјално само Phantom представува Layer 1 технологија, блокчейн технологија, која што е со DAG, а во исто време поседува нормално и сам блокчейн. Значи како тоа се прави, овдека имаме една слика за да видите како тоа изгледа. Значи самиот Phantom е уствари во основата DAG технологија, што значи дека самиот е Directed Acyclic Graph уште од самиот почеток. Со тоа што има така речено втор леер кој што представува блокчейн технологија, која што дополнително му дава, значи моментално новиот Phantom Virtual Machine, дополнително истиот е и Smart Contract Compatible и е Ethereum Virtual Machine Compatible. Што значи дека во самиот Phantom, кој што во основа секогаш е DAG, ние дополнително, значи самата Phantom фондација успеала да изгради и блокчейн компатибилност, кој што самиот по себе, како што можеме да видиме, представува, значи има и своја Phantom виртуална машина, е Smart Contract Compatible, што е основа за Layer 1, иначе нема да бидете Layer 1, и дополнително е и Ethereum Virtual Machine Compatible. Значи тоа е основата која што мораме да знаеме, со тоа што ги има сите придобивки од DAG, а дополнително ја има и сигурноста на самиот POS. Зошто е тоа така? Значи ако погледнеме овдека можеме да видиме дека моментално многу побрзи се и трансакциите, а и многу побрза е финалноста. Значи разликата во тоа е што трансакција може да биде завршена, но финалноста во однос на тоа кога конечно ќе биде објавен блокот со самата трансакција, некогаш има потреба од многу повеќе време. Тоа можеме да го видиме во овој дел, но за тоа ќе поразговараме малку подоцна сега, нели постепено поред. Сега, компатибилноста да биде POS, односно Proof of Stake, се нарекува лакезис, така нешто, со тоа што разликата е во тоа што овој тип на POS протокол дозволува само до 50 валидатори. Што е разликата? Значи, знаете и сами дека големи POS мрежи како, да речем, ADA, Cardano, имаат огромен број на валидатори. Додека во оваа ситуација, самиот Phantom се одлучил за ваков тип на POS, каде што максимум се дозволуваат 50 валидатори. Сега, која е разликата? Овие 50 валидатори се со многу голем удел во мрежата. Односно, било кој валидатор мора да има барем 1 милион Phantom заклучени, односно практично ставени во самиот валидатор, за да може да има право да биде валидатор. Со оглед на фактот дека станува збор, се извинувам, за цена од 0,24, значи ако погледнеме милион, тоа е $240,000 моментално, ви се потребни за да бидете валидатор на Phantom.
Така, тоа е огромна сума, затоа и дури нема ни да го ставаме оној линк за валидација, значи како можете да направите валидатор, нема логика. Сега, ако се сеќавате оваа трилема во која што имате можност за да направи scalability, да се шири, во која што имате брзина и во која што имате сигурност, во оваа ситуација најлошата страна на Phantom е сигурност. Зошто? Затоа што самиот по себе гледаме дека има многу голема брзина, односно за да видите колку е голема неговата брзина, значи истиот може да постигне 4500 трансакции во секунда, со тоа што многу брза финалност на трансакциите има, 1 до 2 секунди. Тоа е разликата помеѓу DAG и блокчейн, каде што на Ethereum и на Bitcoin им се потребни 10 минути и 1 саат последователно. Така да во оваа ситуација можеме да видиме дека брзината со DAG, кој што моментално ја постигнува, нели, како на основно ниво на DAG-от, е многу побрза од повеќето од POS Layer 1 солуции. Така да поради ваквата ситуација, значи самиот Phantom е во предност пред останатите блокчейни, затоа што има многу голема брзина, која што е базирана на DAG технологијата и нормално финалност на трансакциите. Дополнително, истиот има и опција за scalability со оглед на фактот дека кога ќе погледнеме покрај DAG има и блокчейн левел кој што ви нуди смарт контракт компатабилност и дополнително истиот може да прави scalability, но неговата во оваа ситуација сигурност е намалена, зашто затоа што ваквите лакесис, да речем, POS протоколи, им се потребни само 1/3 од овие валидатори да бидат превземени од лош актер, за да практично можат да прават, значи практично да ја манипулираат мрежата, да прават што сакаат со истата. Така, затоа што во оваа ситуација секоја од овие трансакции на блокчейн левелот се валидира со 1/3 од валидаторите. Сега, каде е овдека проблем? 1/3 во оваа ситуација би било негде приближно околу 16 или 17 валидатори. Тоа се 16 или 17 милиони Phantom, што вие треба да ги купите и да ги имате како валидатори со оглед на фактот, значи вие не можете само да создадете нови 16, значи имаме максимални 50 валидатори кои што веќе работат. Значи вие треба да купите од овие 50 валидатори кои што постојат и колку повеќе купувате, толку повеќе цената на Phantom ќе расте. Така да на некој начин е заштитен, но не е до толку заштитен како што е на пример Cardano со огромен број на валидатори. Или POW кој што е уште позаштитен. Така да сигурноста е, да речеме, она најслаба страна на Phantom блокчейн. Тоа имајте го секогаш предвид. Сега, битна работа која што мораме да напоменеме, затоа што станува збор за ограничен број на валидатори, тоа значи дека тие се валидаторите кои што добиваат нормално најголемиот стейк за одржување на сигурноста на Phantom блокчейнот, но нормално имаме delegated staking, со кој што вие практично можете вашите Phantom токени да ги дадете на било кој од овие 50 валидатори во стейк. Сега, зошто е тоа битно? Битно е затоа што не ви се потребни, значи са еден Phantom е минимум колку што треба да имате за да може да го ставите на стейкинг. Во однос на стейкинг, кој што исто така многу битен, значи прво го имаме овој калкулатор овдека за да видите прилика колку добива валидатор, а колку добивате вие. Сега има две опции на стейкинг на Phantom, со тоа што прво ќе разговараме за валидаторите кои што добиваат нормално највеќе од стейкот, а тоа е 7,5% на годишно ниво, че ова е APY. Додека кога станува збор за Phantom Delegated Staking, значи ова е како гајд како да ги стейкате вашиот Phantom, доколку тоа не го правите на централизиран начин за кој што ние не го препорачуваме, или пак ако го правите на ваш најчесто wallet, каде што тоа се случува, да пример, Elipal или да речеме Ledger имаат свој валидатор, каде што вас ви даваат опција токените кои што ги имате заклучено на Elipal или на Ledger, да можете да ги ставите преку ваквиот валидатор на стейк. Сега, како се прави тоа? Нормално ќе ви го оставиме овој туторијал како линк во самото видео, под самото видео, со тоа што сакам да напоменам е дека интересно е тоа што Phantom има два вида на стейкинг. Значи, овдека можеме да видиме за двата. Првиот е stake as you go, односно тоа е ако користите Binance, тоа ви е познато. Тоа е оној flexible staking каде што може во било кое време да ги извадите вашите токени и на годишно ниво ви дава 1,8%, додека fluid rewards каде што вие треба
да определите на колку дена ќе го заклучите вашиот фантом, значи количината на фантом кој сака да ја стейкате, и ќе добиете околу 6% на годишно ниво, со тоа што повторно не заборавајте, нормално дека самите валидатори добиваат најголем процент, а тоа е околу 7,5%. Со тоа што не заборавајте дека има и фи, секогаш запамтете го тоа, значи отприлика гледате, значи за Stake as you go, отприлика околу 15% од вашата добивка како фи ја давате на оној валидатор кој што стейка у ваше име, така да имајте го тоа превид. Не знам колку е на Fluid Staking, тоа треба да го видите сами, најчесто ви го пишува тоа. И дополнителна работа која што мора да знаете е дека 7 дена е рокот на destaking, односно ако сакате да отклучите вашите токени, потребни се 7 дена за конечно да може да ги користите на вашиот wallet. Така да повеќе ќе се запознаете сами со оглед на фактот дека ако сакате да стейкате, нормално треба да го направите тоа сами. Битна работа која што мораме исто така да спомнеме е во однос на Total Value Lock. Односно, самиот фантом имаше една од највисоките Total Value Lock во претходниот bull market, па дури и до следниот, значи овој сега кој што го чекаме, само да ви покажам што станува збор, но овдека е единствената вест која што е најмазарна, која што е доста лоша. Значи погледнете, во претходниот bull market, значи 7,58 билиони долари биле заклучени во фантом. Со оглед на фактот дека ова е 1/10, значи ако погледнеме самиот фантом моментално, само момент, значи неговиот маркет кап е околу 700 милиони. Што значи дека 10 пати се намалил и неговиот маркет кап, а нормално и многу повеќе се намалило и TVL. Но идејата што имаме толку голем обем на TVL, односно Total Value Locked, ни покажува дека навистина луѓето верувале во овој проект во претходниот bull market. Сега, каде е овдека проблем? Значи, моментално, многу битна вест која што мораме да споделиме со вас, че ова пред само 15 дена, значи овој multi-chain протокол, да речеме, неговиот CEO е уапсен во 5, не знам само да кој мај беше, само да го најдеме тој дел на... Да, значи, гледате. Откако истиот е уапсен, само да ја кажеш, да, во мај е уапсен CEO на овој проект, така речено проект во екосистемот на Phantom, Multichain, каде што после ваквото апсење, значи затоа што за жал ваквиот протокол ги чувал своите клучеви на како шардови на cloud storage. После искористувањето, значи некој очигледно знаел за ова, ги зема клучевите и гледате овдека. 125 милиона долара се одземени не само од Phantom, туку од Moonriver и од Dogecoin, значи мостовите помеѓу себе, каде што нормално ако имате соодветни клучеви може да го искористите ова против самите протоколи. Така да ваквиот проблем кој што настанува во оваа ситуација, значи првенствено многу од проектите се оштетени, посебно DeFi секторот на самиот Phantom, а второ многу од луѓето губат доверба во Phantom и ги отклучуваат своите средства и ги продаваат. Значи гледайте, како жално објаснува тоа, значи вели и покрај тоа што значи самиот нели сите се во bear market, па вклучувајќи го и самиот Phantom, значи погледнете. Значи пред да се случи ваквиот дебакл, 364 милиони од Phantom биле под TVL. За сега да останеме на само 70. Нормално тоа секогаш го проверуваме и гледаме дека моментално на вистина кога споредиме табелата во однос на најдобрите проекти, само момент, значи можеме да видиме дека на вистина моментално самиот Phantom се наоѓа на 26-то место со 64. Значи од моментот кога е напишана оваа статија уште 6 милиона долара се извадени од TVL. Гледайте, 67% во последниот месец дена се извадени од TVL. Што значи дека пред еден месец кога истиот имал 364 милиони, значи 364 милиони би го ставиле негде овде, значи на 8 место, тоест на 9 место од сите блокчейни во однос на TVL, Total Value Locked. Што значи дека пред само еден месец бил на многу добро шампионско место во однос на TVL и многу луѓето верувале во овој проект. Дополнително, ваквиот хак делува и на цената да падне од 0,41 на 0,28, но дополнително овдека имаме и други фактори од типот на, значи тоа е практично овој момент, каде што во последниот сегмент овде, значи тоа е од февруари па надолу преку април, тоа е и самиот
момент каде што се случуваше оној, да речем, напад врз криптовалутите во Америка, знаете и сами, Чопој 2.0, каде што го имаме овој пат на фантом надолу, но па во оваа ситуација ни дава добра корекција да можеме да купиме на акумулационот поради кој што ние сме го определиле уште во претходниот bear market. За тоа ќе поразговараме малку подоцно, но ова е битниот дел кој што мораме да го забележиме, дека ваквиот експлоит кој што моментално настапил преку мултичейн на вистина делува и на цената, а и самиот Андреј кажува дека делува и на самиот протокол и на девелоперите кои што моментално работат на фантом блокчейн, на фантом екосистем. Сега, дополнително овде ќе имам уште една мала информација која што гледам дека некако е и негативна во оваа ситуација. Зошто го гледам тоа? Значи, прво, пред да продолжиме понатаму, трансакциите на фантом се екстремно ниски. Значи, станува збор за помалку од 1 пени на долар за трансакција, што е предобро. Мене ако ме прашувате, значи тоа е една многу позитивна работа, значи брзината, цената на трансакции, финалити, моментот што станува збор за DAG, тоа е одлична работа, scalability, исто така. Еден од најдобрите проекти што некогаш сум ги видел. Но за жал овој дел на вистина го сакати проектот и затоа нема да внесуваме ништо во него додека не видиме дека истиот може да се опорави, затоа што може и понатаму да продолжи да се цеди овој TVL и не би сакале да купиме и да добиеме дополнителна корекција од уште не знам 50%. Така да поради оваа причина, ова е главната причина поради која што Phantom се уште не е во нашето портфолио. Сега, друга интересна работа која што ја најдовме е нивниот стейблкоин FUSD, кој што е ништо од стейбл, значи 0,34. А сега интересна работа е тоа што јас се обидувам да разберам, не може да најдам зошто овој стейблкоин никогаш не бил $1. Значи во неговото целосно постоење уште од почетокот така речено на 2022 година, значи никогаш не бил $1, не знам зошто. А овдека на самото, значи на еден од овие клипови кои што ги следевме, значи се кажува дека FUSD представува over collateralized стейблкоин од типот на моменталниот JET на Cardano, каде што 5:1 е over collateralized во Phantom. Но очигледно не им делува тоа, како што можеме да видиме истиот е со цена од 0.34. Ова беше уште една негативна работа која што ја видов. Значи, ако вие не можете основниот, главниот стейблкоин да го држите на еден, тогаш не знам. Можеби има друга идеја. Ако некој ја знае, ќе ве замолам, нормално споделете го тоа со мене. Би сакал да знам, можеби станува збор за стейблкоин во однос на нешто друго, но во однос на тоа што FUSD се нарекува, се очекува да е пегнат на $1, а очигледно тоа не е така. Ако имате некои повеќе информации, би сакал да знам за тоа што ова е доста негативен момент за самиот Phantom Chain. Друга интересна работа која што е многу битна е тоа што гледаме според самиот DeFi, кој што моментално е многу битен во секој блокчейн. Phantom е еден од најголемите DeFi поддржувачи, дури и поради ова и постои EVM compatibility, односно компатибилноста на самиот Phantom блокчейн да добива проекти од Ethereum блокчейнот, со тоа што овие проекти практично прават така речено copy-paste на целиот свој протокол, каде што веќе ги имаме и Curve Finance, и Sushi, и Compound преку својата Крим апликација, за која што ако се сеќавате на почетокот кажавме дека Андре Кронје е еден од креаторите, значи Крим е уствари оваа апликација која што моментално преку истата се наоѓа на Phantom, а станува збор за Compound Lending and Borrowing блокчейн, односно проектот. Друга многу битна работа која што мене многу ми се допаѓа е тоа што Phantom има исклучиво добра програма за девелопери. Зошто го велам тоа? Значи, овдека е дури интересно напишано, значи направено така речено нова презентација, да речеме Matic и Avalanche дава директно инсентив на луѓето кои што учествуваат на мрежата, што е многу, да речем, глупаво од еден аспект. Зошто е тоа така? Phantom, за разлика од тоа, не дава на учесниците на мрежата, туку на девелоперите кои што носат учесници на мрежата. Односно, моментално е активен овој инсентив од 500 билиона, верували или не, 500 билиона Phantom, кои што им се даваат на девелоперите за да развиваат апликации кои што ќе носат повеќе корисници на Phantom мрежата. Значи, ова е многу добра паметна работа, со тоа што овдека добро објаснето, значи 500 билиони со кои што отприлика околу 1 милион месечно се плаќа на различни девелопери кои што ќе прават практично повеќе физ на Phantom блокчейнот. Зошто е тоа така? Значи, во оваа ситуација наместо ова да се дава на
самите учесници на мрежата, кои што сме јас и вие, да речеме, кој што нема логика, нормално зашто е тоа така, затоа што во моментот кога нема да има веќе пари за давање, сите овие корисници само ќе отидат на друга мрежа која што моментално има и некаков инсентив. Додека за разлика од тоа, девелоперите нормално прво потрошиле време за да направат апликации, што значи дека ќе останат, а второ и понатаму имаме инсентивизирање со тоа што колку повеќе фи износат, оприлика до $1 милион месечно добиваат како инсентив за тоа колку повеќе физ ќе направат на самата мрежа од нови луѓе кои што доаѓаат. Сега, за со оглед на фактот дека многу повеќе се фокусираат на девелоперите, многу помалку пари и многу помалку стейк нормално има за самите учесници. Затоа и не се толку инсентивизирани, например, да ги заклучат своите токени. Но генерално, во оваа ситуација нормално многу побитно ви е девелоперите да развиваат софтвер на кој што нови учесници ќе доаѓаат, отколку да доаѓаат луѓе за стейк. Нормално, нема логика. Со тоа што, како што реков, значи, гледајте, до 1 милион прилика по девелопер се дава на оние кои што навистина носат нови луѓе на мрежата, со тоа што пред да објавиме за тоа, нели, како стои во однос на активни девелопери, би сакал исто така да напоменам една многу битна работа, че ова е roadmap-от, затоа ќе поразговарам малку подоцна, но овој најбитен дел, првиот дел од roadmap-от, кој што сега моментално е активен, guest monetization. Значи, настрана од тоа што има ваков тип на програма со кој што директно се плаќаат од ваков тип на посебен, да речем, ковчег, овие луѓе кои што носат нови корисници на Phantom мрежата со апликации, истите моментално добиваат инсентив и преку 15% од целиот газ кој што ќе го направат. Односно во оваа ситуација, ако, нели, практично тоа се цените на транзакциите кои што ги плаќаат овие луѓе за користење на апликацијата, значи 15% од сите овие средства кои што ќе бидат собрани се даваат назад на проектот и на девелоперите кои што ги собрале. Така, тоа е многу добро. Значи, од една страна директно ве инсентивизира Phantom, од друга страна добивате плюс 15% од гасот кој што ќе го произведете со користењето на вашата апликација. Сега, во однос на ова е многу интересна страна која што ја најдов, девелопер, сега овде имаме доста интересни податоци, но овој ни е најбитниот кој што моментално ни треба, а тоа е developerreport.com, каде што во оваа ситуација можеме да видиме колку активни девелопери има заклучно со 1 јуни 2023 година според блокчейн. Тоа е многу интересно. Гледајте ово. Значи овде ни се сите нормално блокчейни, со тоа што во оваа ситуација ќе видиме каде се наоѓа и самиот Phantom, значи кој што можеме да видиме, но најголемите блокчейни како и секогаш ги имаат и најголемиот број на постојани девелопери, не го забравяйте тоа. За жал Phantom не се наоѓа толку високо, има само 20 и нешто, бе. Значи гледајте колку ниско се наоѓа, за жал. Значи 21. Но повторно, во однос на една година истиот добил намалување од 42% во однос на вкупниот број на девелопери постојани. Верувам дека ова повторно се враќаме на моментот каде што со мултичейн хакот многу од девелоперите изгубиле доверба во блокчейн. Така да верувам дека ова е причината поради која што голем дел од девелоперите бија напуштиле ова, ако мене ја прашувате, овој блокчейн е стварно добар. И посебно овој Андре Кронје навистина дава позитивен акцент на самиот блокчейн, на самиот DAG во оваа ситуација. Но повторно, ова е сега дел од ризикот кој што треба да го прифатите ако ви се допаѓа самиот проект. Пак ќе кажам, мене навистина ми се допаѓа и гледам позитивно на истиот, но јас сум одговорен на портфолио за неколку членови на нашиот тим, така да не можам да си дозволам ризик од типот мене ми се допаѓа како типот работа. Че мораме да размислуваме практично. Сега, интересна работа која што исто така сакам да ја спомнам е начинот на кој што се донесуваат одлуките во самиот Phantom. Значи Phantom е своевидно DAG, DAO, Decentralized Autonomous Organization, со тоа што за жал нема свој форум. Тоа е пак на некој начин негативна страна, односно како што можев да видам, значи главниот момент на одлучување се одвива преку нивниот Discord сервер. Значи имаат свој Discord сервер на кој што се одлучува во однос на предлозите, како што можам да видам. И со тоа што интересно е како се одлучува за разлика од останатите да речем проекти каде што гласањето се одвива со да или не во однос на прифаќање на проектот. Во оваа ситуација многу интересно е направено тоа што секој од оние кои што имаат право на глас, а во оваа ситуација главно се валидаторите, кои што нормално во однос на тоа колку повеќе стейкт Phantom имаат, толку повеќе гласови имаат.
Значи, прво се бројат нормално гласовите на валидаторите, каде што во оваа ситуација, значи, секој кој што има право на некаков глас во Phantom гласа од 1 до 4, со оценка од 1 до 4. Со тоа што вкупниот број, да речем, на гласови во однос на 1 до 4 треба да биде поголем од 66% од вкупните, нели, гласови кои што се дадени, со цел еден предлог да биде прифатен. Тоа е доста интересно. На некој начин не мора да значи дека сте за или против, некогаш може да бидете не толку за, а и не толку против во однос на тоа, нели, дали сакате да дадете 2 или 3. Така да тоа е доста интересен механизам со кој што на некој му се дава и да не биде, нели, целосно за или целосно против. Интересно. Сега во однос на екосистемот кој што го има, значи пред да ги покажеме неговите проекти, би сакал прво да напоменам неколку блокчейни или проекти со кои што е навистина поврзан, има со своевидни мостови. Нормално, Chainlink нема некој што не е поврзан, со оглед на фактот дека е најголемиот Oracle. Band Protocol, еден од новите да речем продукти кои што е доста популарен на пазарот. The Graph, веќе го обработивме, може да го најдете видеото, значи поврзан и со самиот Graph. Потоа гледаме Covalent, и не знам кој е, искрено да ви кажам. Anchor Protocol, исто така ви е познат, верувам. AP3, не ми е познат. Сега, гледате, ова се некои главни, големи, да речем, проекти со кои што исто е поврзан директно како партнери, додека гледаме дека и самиот екосистем на вистина е голем. Иако ова е на некој начин пред самиот крај на bull market од 2021 година, за жал никој не е направил нов од крајот на 2021 за да можеме да проследиме кои од овие апликации се уште се познати, а кои не, но гледаме дека генерално има доста голем екосистем, односно имаме доста активни апликации кои што се развиваат на него. Сега повторно, тоа ќе видиме како ќе биде во моментот кога ќе дојдеме до следниот bull market, каде што ќе имаме повеќе информации во однос на самиот екосистем, затоа што сега, нели, некои од овие проекти не се доволно популарни за некој да посвети време и да направи ваков тип на информации. Сега, во однос на roadmap, да се вратиме на тој дел, значи имаме од 2023 почеток, како што кажавме, тоа е крајот на 2022, почеток на 2023, кога се враќа Андре Конге, има некои интересни новитети кои што се случуваат, значи, како нов roadmap за самиот Phantom. Првиот веќе кажавме, а тоа е газ монетизацијата на апликациите и на девелоперите. Следно, вели, моментално се прави самиот Phantom да биде достапен до луѓе кои што нема, да речем, напредни познавања во криптографијата, во овој случај во блокчейн технологијата. Зошто е така? Значи, гледаме дека самиот Phantom ќе биде достапен да може да се логирате директно со social media, ќе имате, да речем, опции за да ви биде запамтен, да речем, вашиот имейл и паспорт и верификација, така да во оваа ситуација значи гледаме дека се прави да биде по-прифатлив за секојдневната јавност, затоа што не секој е доволно способен да може да памти фрази, да користи адреси. Иако тоа не е толку сложено, реално постојат луѓе на кои што тоа им е премногу тешко и они би радо да на некој начин ги дадат своите пари на Binance, отколку, нели, да едноставно вршат свое старателство на своите средства, но нели, тоа секој за себе. И интересна работа која што моментално се спомнува, значи Phantom Virtual Machine, која што, како што јас сум информиран, е веќе оспособена, но овдека се спомнува дека Phantom Virtual Machine сега моментално се изработува. Значи, не можам да бидам 100% сигурен, но овдека се спомнува дека треба да биде направена во текот на оваа година. Затоа и не сум сигурен дали е веќе активна или пак се работи, но во исто време повторно ќе спомнам дека самиот Phantom е EVM, Ethereum Virtual Machine Compatible, така да може да ги копира проектите оттаму. И исто така интересна работа која што се спомнува е дека ќе имаме нов тип на storage механизам. Верувам дека во оваа ситуација во однос на тоа што го гледам, значи со оглед на фактот дека се зборува дека ќе го надмине хардвер storage механизмот, односно дека сега за сега самите валидатори мораат да ги зачувуваат овие информации самиот блокчейн на одреден хардвер. Во оваа ситуација станува збор нормално за хард дискови или хард меморија. Така да верувам дека во оваа ситуација станува збор за следниот степен, а тоа е нормално cloud storage. Така да претпоставувам дека се обидуваат да го надградат Phantom да може да користи cloud storage за неговите валидатори, да може да чуваат историјата на блокчейнот на cloud storage. И нормално овдека се најавуваат и други надградби, но се уште не сме стигнале до истите, не се ни најавени. Тоа е се во однос на roadmap-от. Сега пред да продолжиме понатаму во однос на неговата токенизација, би сакал да видиме што до сега имаме одговорено. Значи, првиот дел го одговоривме.
Roadmap, веќе разговаравме за самиот roadmap, сега ќе направиме и техничка анализа, кој што е ствари вториот дел, зрелост на пазарот, исто така техничка анализа, исто следува. Следна битна работа за која што разговараме се партнерства, тоа ќе го покажавме, или тоа се оние протоколи со кои што е активно во соработка. Вести за проектот, за жал, единствено негативната вест во однос на овој мултичейн пат, друго за жал не успеав да најдам, немаме никакви најави освен овој roadmap за кој што веќе разговаравме. Поврзано со кривични судски случаи, за среќа се уште не е, да речеме од типот на да биде сега на сето ова, замислете и да дојде СЕК да го тужи. Тоа би било интересно, но сега за сега тоа такво барем нешто немаме. Тип на блокчейн објасниме. Сега останува токенизацијата, техничката анализа и нормално неговата децентрализација. Овдека е малку збунувачки со оглед на фактот дека станува збор за инфлационен проект кој што нормално имаме годишна инфлација. Годишната инфлација е 10%, кој што искрено е доста висока. Значи не сум видел некаков тип на дефлационен механизам, тоа е нешто интересно кое што мораме да го забележиме. Со оглед на фактот дека ако имате стейкинг од 6% највеќе, кој што го добивате ако го заклучите, да речем, значи во однос на тоа колку подолго заклучувате, толку поголем е процентот на стейкинг, така да верувам дека ако е на една година, со оглед на фактот дека максимум може да ги заклучите вашите токени на една година, вие практично добивате 6%, а самиот supply на Phantom се зголемува 10%. Што значи дека вие не добивате 6%. Вие практично губите 4% од вредноста, затоа што инфлацијата е поголема од однос на стейкот кој што го добивате. Сега нормално ова не ја зема во предвид растењето на цената која што потенцијално би се случила во следниот bull market. Ова е исклучиво ако го гледаме инфлацијата и стейкингот. Така да и ова е негативно, затоа што за разлика од Ethereum кој што е дефлационен и плюс имате стейкинг, овдека вие имате сосема негативна ситуација каде што имате инфлација од 10%, а стейкинг од 6%, како што кажаме 4% сте во минус. Но повторно, пак ќе кажам, овие проекти се купуваат најчесто на краток рок, посебно кога станува збор за bull market, затоа што истите на вистина носат голем профит, со оглед на фактот дека истиот е со многу мал маркет кап од само скоро 700 милиона. Сега. Дополнително она што мораме да го спомнеме, што е многу добро за неговиот маркет кап, е тоа што имаме останато само уште 2,8 билиона токени се пуштени во циркулација, а 3,175 се вкупно бројот на токени моментално, total supply и max supply, значи заклучени се. Што значи дека оваа инфлација која што моментално ја гледаме доаѓа директно од овие преостанати 375 милиона токени кои што моментално се останати, кои што се користат како награда за стейкинг. Што значи дека не се зголемува, тоа е барем добро оваа ситуација, односно се зголемува се уште, но главното зголемување ќе престане кога ќе дојде до 3 билиона и 175 милиони. Што значи дека ваквото зголемување нема да го зголеми макс саплајот, туку ќе користи овие преостанати тогаш 500, а сега 375 милиона токени Phantom, кои што исклучиво се користат за награда на сите оние кои што прават стейк на своите токени. И дополнително ова е интересна работа која се спомна, значи од минимална цена од 1 пени во 2020 до максимална цена од 1,5 долари е многу добра добивка во претходниот bull market, затоа и реков еден од најдобрите во однос на перформанс во претходниот bull market. Така да, во однос на самата токеномија, неговиот total max и circulating supply воопшто не е лош. Посебно со оглед на фактот дека ако погледнеме на вестинг, дали имаме се уште токени кои што ќе бидат отклучувани, нема. Значи сите токени веќе биле отклучени уште во 2020 година, 1 јуни 2020 година. Од тоа се што моментално е преостанато, оваа црвена, како што можеме да видиме графа, е block rewards. Така да тоа се оние преостанати токени кои што се користат за награда на стейкинг, кои што ќе завршат официјално на 1 декември 2023 година. Значи 1 декември 2023 година веќе нема да имаме преостанати токени кои што ќе бидат дадени за стейкинг, претпоставувам дека потоа ќе биде само од fees. Значи тоа е нормална логика, ако веќе имаме заклучени број на токени, кои што во оваа ситуација се 3 билиона и 175 милиони, и ако ги достигнеме од овој преостана дел кој што се уште се наоѓа како што можам да видам овде, значи тоа е претпоставувам во овој дел. Така да, ако е тоа ситуацијата, тоа што станува да овој блокчейн живее од fees, не гледам друга опција, затоа што веќе нема да имате токени за стейкинг како награда, или пак ќе одлучат овој инфлационен период да продолжи, затоа што знаете и сами, ваков тип на одлука може да го промени блокчейнот, доколку значи во оваа ситуација 66% од вкупното гласање на валидаторите
ќе дозволи стейкинг програмата да продолжи. Останува да видиме како ќе се случи, нормално ова е само спекулација. Сега, во однос на претходниот, значи тоа е исто интересна работа која што сакам да ја напоменам, однос на цената во која што моментално се наоѓа, тоа беше добра. Не знам кој ми ја даде, некој во коментари даде, секоја чест за тоа. Треба да напоменуваме колку би била нормално добивката, доколку истиот од моменталната цена се придвижи до претходниот all time high, кој што во оваа ситуација не е 3,7. Значи 3,7 не е максималната вредност која што ја достигнал и во оваа ситуација ако измериме од моменталната цена до претходниот all time high ќе добие 1400%. Тоа е многу голема добивка и во оваа ситуација нормално 14x воопште не е лошо кога станува збор за нели ваков проект кој што реално е стабилен, иако моментално имаме неколку проблеми од типот на овој хак, но тоа не го менува фактот дека не е кривицата на Phantom, ама во исто време пак и нормално луѓето се плашат за своите средства и ги повлекуваат се додека не видат дека истиот е стабилен и дека може да се опорави. Така да поради оваа причина, дури ако гледаме технички, значи ваквиот хак дополнително помогнал да цената повторно се придвижи назад во ова поле, кое што е практично предходна корекција пред последниот дел од bull маркетот, каде што моментално гледаме дека значи ова што сме го определили уште во претходната анализа која што е правена во текот на bear маркетот, точно било практично најдоброто акумулационо поле во кое што би можеле да купиме Phantom, а цената повторно се наоѓа на горната граница на истото и гледаме дека како и останатите проекти, значи буквално после ваквиот прв памп, после почетокот на годината, кој што го добивме заедно со Bitcoin и останатите алткоини, гледаме дека со април, кога настапи и хакот, а во исто време и самиот choke point 2.0 во Америка, истиот моментално е блид, буквално под bull market support бендот, и дека истиот се наоѓа под овој тренд кој што моментално ни е, така речено, главниот тренд кој што треба да скрши за почеток на следниот bull market. Сега, искрено јас очекувам наскоро памп на овој проект, зошто? Затоа што гледаме дека ова, да речем, овој дел од чартот, оваа зона е доста јака и дека е доста добра поддршка на самиот проект. Со тоа што ако тоа е еден индикатор, тогаш прашање на време кога повторно ќе проба да ја пробие оваа тренд линија нагоре, а со оглед на фактот дека истата се обидуваме да ја пробиеме безброј пати уште во почетокот на овој bear маркет, гледаме дека овој триаголник кој што се формира овдека е буквално време да се заврши. Така да завршувањето на овој триаголник, дури и да потрае уште неколку месеци, значи ќе резултира со солиден скок на цената на Phantom, а верувам дека тоа ќе биде ако добиеме некоја позитивна вест, ако добиеме генерален бран на движење на алткоините нагоре, верувам дека тоа ќе го следи и самиот Phantom. Но пред истиот да пробие оваа тренд линија и bull market support бендот, искрено не очекувам да можеме да кажеме дека Phantom е во официјален bull market. Генерално тоа е се, освен мораме да објасниме нормално и за топ 100 адреси. Сега овдека е малку збунувачки со оглед на фактот дека ова е Phantom фондацијата. Значи ова е официјално волетот на Phantom фондацијата кој што поседува огромен број на токени. Проблемот е во тоа што со оглед на фактот дека истиот поседува 1 билион и 429 милиона токени, ако погледнеме вкупната количина, истиот поседува огромна количина на токени. Огромна количина. А со тоа што повторно овдека не би требало да биде 82%, зошто? Затоа што 1,4 па дури да 1,5 би бил половина од овој supply. Така да е доста збунувачки, не може да разберам зошто е тоа така направено и верувам дека во оваа ситуација можеби валидаторите ги чуваат на овој wallet, мада нема логика валидаторите сите да ги чуваат на еден wallet. Или не можам да разберам зошто 81,9% се рачуна како да е поседувано од Phantom фондацијата, кога не е така реално, затоа што како што можеме да видиме овдека, значи имаме 50 различни валидатори кои што сите, значи 1 милион да речем токени ги чуваат на свој wallet, тоа е минимум еден, може да имаат и повеќе. Сега ова е малку збунувачки, не можам да разберам зошто е ова вака, но ако го тргнеме овој од да речем оваа ситуација wallet и ако погледнеме надолу, гледаме дека
со исклучок на овие два кои што се исто така фондација и Bridge, значи ова е Wrap Phantom кој се користи на други мрежи, што е 9,25, тој е значи заклучен, тој е во ред, не може ништо да му се случи, останатите не се толку големи. Дури ако ги погледнеме овие 278, 267, можеме да видиме дека истите уствари представуваат Binance, кој што е 5,33, значи првите најголеми после овие фондации и нели Wrap Bridge. Овие два wallet-и се директно на Binance и гледаме дека имаме и други менувачи кои што исто така поседуваат некои солидни суми, така да генерално со исклучок на овие неколку wallet-и кои што овде имаат по 2 или да речем 1, нешто, останатите се сосема солидни. Че имаме добра децентрализација на самиот проект, само што пак ќе напоменам, ја не можам да разберам што е поентата овде. Че ова е многу збунувачки, ја до сега не сум видел вакво нешто кај други проекти, така да ако случајно знаете зошто е ова вака, би ве замолил да оставите порака под самото видео, затоа што јас ова не можам да го објаснам. Не можам да разберам како е можно 1,4 во оваа ситуација 50% вкупната количина на токени да бидат во фондацијата, што тоа не е возможно. Или пак станува збор за сите токени кои што се ставени по стейк, но иако е тоа вистина, тогаш ќе сме имале многу повисок TVL, со оглед на фактот дека вкупната количина на маркет капот е 686 билиона, а ние во TVL активно имаме многу мала количина, а тоа е само 60. Што значи дека само 10%, значи 60 милиона, што значи дека само 10% од вкупната маркет кап количина на Phantom се заклучени. И повторно нема логика, ако тоа е 10%, овдека ние имаме 80, ајде 50% вкупната циркулација на токен. Така да малку е збунувачки, јас не можев да го разберам. Ако некој го разбира подобро од мене, нормално како и секогаш ве повикувам, оставајте порака под видеото. Знаете, секогаш ги следам, а верувам дека и остатокот од гледачите ќе ги погледнат. Така да тоа беше се во однос на Phantom. Ќе гледам во текот на денешниот ден да објавиме и нова листа на токени, со цел да може да гласате за следните. Нормално рековме Каспа ќе биде прекоред поради нели одредени битни случувања. И како што знаете и сами, понатаму продолжуваме со регуларна работа на каналот, значи техничка анализа, вести, нешто што испаѓа вонредно од типот на нови вести или нови случувања, а нормално највеќе работиме на оваа плейлиста, која што ни е најбитна пред почетокот на следниот bull market. Нормално, за крај, знаете и сами дека каналот е македонски, ќе остане македонски секогаш, нема да биде никогаш наплатен, секогаш ќе биде бесплатно за македонците во светот. Единствено што бараме од вас е доколку ви се допаѓа каналот, да го расширите и да го препорачате на некои што сакаат да научат повеќе за крипто, нормално тоа доколку и вас ви се допаѓа, и нормално ние мали работи кои што може да ги направите за нас како share, subscribe, like, коментар, дури ако имате некое прашање, без разлика не мора да биде пофални зборови, па и негативни. Нормално овдека сме критички, ако имате некоја конструктивна критика, нормално да разгледаме, да видиме дали можеме да прифатиме. Тоа е се што бараме од вас, нормално за возврат ви даваме материја која што реално е бесценета. Така да ви благодарам, имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогеймс.